Следен во студио 1 е човекот пред кој што не можете да останете индиферентни или го сакате или не, односно неговите критики. Мојот колега Сергеј Варошлија. Сергеј, здраво. Добро ти беше ова со и твоите критики, заради тоа што тоа или го сакате или не го сакате е двосмислено, меѓутоа мислам дека и така и треба да биде. Не може Еден успешен човек како не може така поделува мислење. Мора да се мислењата поделени, како што викам, и светот е изграден на црно и на бело, не би имало целина доколку би имале само едно нешто, така да ти благодарам на најавата. Повеќе. Денеска ќе продолжиме петочно издание на Студио 1 на тема мода. Продолжуваме со прво да ви кажам, имам поклон од мојата колешка Анџелина Џоли. Не знам камерата дали може да види. Двојка ќе покаже. Нешто убаво. Сега ќе стои тука у сценографија. Фала Анџелина што ми честиташе роđendan на ваков начин. И имаме нов девајс, специјално custom made за мене. Да, ете така. Продолжуваме со ревијата на децата од Институтот за модно-технолошки. Све е ова, само не е технолошки и не е институт. Темата зборува вчера дека е новиот бран, односно Нуел Ваг, имплементирање на новитети, пред се текстилни, така и дизајнерски, во 21. век или во секојдневието. Што тоа подразбира? Дека како одговорност на ваков институт и како деца што се бават со дизајн треба, ако не да ги представат тековните трендови и тековните текстилни, технолошко-текстилни имплементации во материјалите, така имаат одговорност, ако ништо друго да трасираат нов тренд, да го покажат тековниот. Ова што го гледам не можам да кажам дека не ми се допаѓа. Поготово првата варијанта, тој фустан со реси, е видена варијанта, значи не можеме да измислиме сега ние топла вода. Меѓутоа е видена варијанта, изгледа добро, ми се свиѓа тој колор и како тоа се изгледа. Сега, втората варијанта. Зборувавме дека ПВЦ материјалот, продзирните материјали, колорот се во тренд. Меѓутоа овде она ми изгледа како да е врзана у целофан за цвеќе, као идејно решение ми се допаѓа, меѓутоа како реализација ми е некако половично. Али не е од оние најлошите комбинации дефинитивно. Одиме понатака. А што е со првава слика и со панталоните со шлиц? За горниот дел, за блузата, ми се допаѓа, а панталоните со шлиц, гледам многу погрешна изработка, не ми се вклопени парчињата едно со едно, како со чевли, така или е лоша реализацијата, или е лош изборот на ткаенини, изработен уште полошо, или едноставно децата што го работеле ова се под лошо водство, или веројатно последната работа ќе сум го правил и ме гајле, што е уште пострашно. Нив не им е битно да е тоа добро, нив им е само битно да ја завршат годината. А ако е тоа е многу страшно, пошто така никогаш модно нема да пораснеме. На втората... да не ме бара некој? Не. На втората фотографија, морам да кажам дека ми се допаѓа комбинацијата. Искомбинираното палто со тие чизми, апсолутно да. Одиме следно. Сега, тука одиме повторно како идејно решение, како идеја ми се допаѓа, меѓутоа како реализација и како решение не. Електропопот и е во мода, е во тренд, меѓутоа тука повторно гледаме некои си материјали кои не трпат ваков изглед. За електропоп лук или електророк поп, како сакате крстете го, мора материјалот да е фантастичен, да си играте со ПВЦ, со кожа, со скај, со метал, со такви наочари, со такви детали, такви аксесуари. Затоа се потребни перфектни материјали. Затоа ќе кажам како идеја да, меѓутоа како реализација не. И на втората фотографија пак звони некој. На втората фотографија таму имаше едно ластиче околу ногата што не им беше јасно што е. Да, тоа не, на следната.
има тамо над коленото, што е тоа? Ластик за коса ли е ставен? Тие се тие моменти колку да се стави нешто за да биде интересно, а нема никаква функција во моментов, освен колку да се натрупа. Пренатрупаноста не е потребна, односно многу подобро ќе изгледаше тој модел без тоа ластиче над коленото и да ги нема тие без чизми. Веројатно немале избор на чевли, заради тоа што чевлите, кога се македонски дизајнери упрашање, се дефинитивно проблем, за разлика од првата фотографија каде што чевлите се перфектни. Веројатно тоа е најдоброто. А овде кој век сме се вратиле? Што е? На кого да се јавам сега? На кого да се јавам? Ај на Мадона да извртам прво. Достапна е денојда. Пак не е добро. Па не е добро. 40 години у шоу бизнес ги видела најубавите парчиња. Не е добро од ова. Тоа Твиги Халинче, тоа е 60 години. И да, темата и е имплементирање на новитети во 21 век, меѓутоа не реплика на нешто што е веќе видено и веќе преносено. Тие халинчиња не излегуваат никогаш во тренд, меѓутоа гледате некако ставите ги у функција на 21 век. Овдека е пробано со жолтите хула-хопки, меѓутоа изгледа многу без веза. А да не зборам за втората комбинација, која што буквално изгледа како да е чаршав, скроен така, и колку да се направи модел, да се направи тие везеници од што и да е. Значи, рачните работи, рачните везени, гоблени, чуда, што и да правите на вас, бисери, чипки и такви работи, се тоа го гледате на светските модни писти, меѓутоа тоа е направено перфектно. Рачната изработка е у тренд, али не вака. Вака изгледа многу оскудно и нефункционално. Ова никој не би сакал да го облекува и да го носи. А да видам што ќе каже Анџелина на ова. Why no? Овако ќе ми каже, но и мене ме вади од памет. Следно. А ова, каде? Каде со овие фустанчиња, со блузички горе, доле сукнички, со неодредена должина, значи или нека е мини, како што треба да е мини, или таа должина нека е до колена или под колена. Па од озгоре има така тулче. И за двете варијанти важи, и за црвената, и за беж средната, а оваа третата... Не, ова е за матурантки во 2000 година. Не, ова не е 21 век, ова не е нов бран и ова не доаѓа од институт за модна технологија или како и да. Многу ми е жал. Ај на Мерлин Монро подхитно. Така е. Да, пак ќе кажам, колорот е у тренд, Electric Blue, плавото е у тренд, рачната изработка е у тренд, везовите се у тренд, се е во тренд. Ако ме слушате и ме пратите секој ден, зборувам дека модата денеска трпи се, меѓутоа кога е на вистински начин. Овде се е на погрешен начин. Прво девојчето во првиот модел. Зошто? Не разбирам зошто. Ајде тие двете и ќе ги разберам. Ајде тие доле карнерчињата, полуламбада, полу 80, па малку минимализам, па малку тој купусарник од фустанче ќе го разберам. Али што е со оваа штрафта, да ме као да разбие, као да е интересно? Све е само интересно, не. Втората комбинација, повторно ништо од нов бран, ништо од имплементирање на технологија во модата, многу класично, многу едноставно, невредно да се представи соодветно на институтот кој што го стои позади нив. И третата комбинација, да, е таа должина на панталони, ама само толку. Да, се оверсайз или наметнати палта, меѓутоа повторно, досадно.
Колорот е у тренд, па ќе кажам, али на ваков ли начин. Горе со кошулата, сукњата доле на првиот модел е во ред, меѓутоа тоа со кошула. Веројатно овие три парчиња од све што погледнав до сега можеби и се нај-окей, меѓутоа се повторно лошо искомбинирани. Ми зима внимание црвената хаљина која што ми се допаѓа, меѓутоа ај што има кошула под хаљината, тоа немам проблем или под фустанот, него зошто истата таа кошула виси под фустанот, ама малце така се дзирка. Многу ќе беше подобро да не се гледаше таа кошула доздола или да ја немаше воопшто. Фустанчето само по себе е еден доволен моден печат и изгледа одлично. Третиот модел ми се допаѓа и е трендовски, и е ин. Си дозволиле да си играат и со розева боја, и со animal, односно животински принт. Меѓутоа, некако е направено на тековен трендовски начин, така да тоа е окей. Леле. Епа, веројатно, кога Франкенштајн би правил свадба, Франкенштајнова вереница би се одушевила од оваа колекција. Што да ви кажам? Што е со овие крагњиве? Повторно, нешто пластика, нешто свила, нешто... Не. Франкенштајнова вереница, ако е темата, пак ќе кажам, ова да проаѓа. Така да... Вртете. Кај сакате, вртете. Кој е слободен у моментов, нека реагира. Анџелина. Еве ја Мадона. Why, no. Тоа мислам дека е последната фотографија, а генерално сакам да ја прашам Анџелина, кога ми ја прати оваа играчка и кога и реков дека ќе се ја проследиме оваа колекција што зборувавме од вчера и при тоа дека ќе ви покажам од понеделник што тековно е у тренд и како футуризмот и имплементацијата на материјали изгледа, меѓутоа за тоа ќе зборуваме во понеделник и ќе направиме ова. Што мисли, дали треба на ова да се фрли можеби оген, клетва или што и да е, дај да видиме. Трансферзалата за оганот. Well. Тоа е. Сега, што се случуваше во свет? Кај нас се случуваат овакви работи, што и се случува на колешкава моја, да ја видиме. Па, драги гледачи, како да не ми пукне душата од среќа, погледнете како изгледа. Облечена е во Ралф и Русо. Оди во Сент Пол, Свети Павле, катедралата во Лондон, каде што се случуваат најголемите кралски збиднувања. Почестена е со орден, односно е Дейм, што би рекле англичаните. Жената нема титула која ја нема. Почестен амбасадор на УНИЦЕФ, граѓанин на светот, значи да сте граѓанин на светот. Замислете го тоа, да сте граѓанин на светот и плюс да сте дел од кралското семејство и изгледате при тоа вака. Совршена комбинација, погледнете ја должината на ракавите, деколтето, ракавиците, буквално се е перфектно. Мејкапот и нормално енглезите многу го почитуваат тој детал во косата. Не дека ми е колешка, не дека соработуваме, меѓутоа она изгледа совршено. Апсолутно нема мана, нема утка. Она и во оверсайз джакет и како и да е секогаш изгледа перфектно. Морав да си ги исплакнам очите за крајов на неделава. А да видам што ќе си каже сама за себе, да ја прашам, баш ме интересира. Па да, сака да ви каже, тоа е, што да ви правам, таква сум каква сум. Јас ќе ви се заблагодарам од мене, Сергеј Варошлија, за оваа недела последното издание на Студио 1 на тема мода, а со мене се гледаме повторно од понеделник во истиот термин на истото место. Колега Чаловски. Сергеј, да, прочем следно нешто што следува е спортот за да го завршиме денешното издание на Студио 1. Благодарам.